Казанец на врата, ниту една дискотека во Скопје не работи. Ноќниот живот целосно згасна по трагедијата во Кочани. Телевизија Алфа направи обиколка на повеќе локации, а сликата секаде беше иста: затворени врати и по некое светло кое ѕирка од внатре. Пјур Маракана привиличи му Сандра се дел од местата кои се затворени, што е очекувано, зашто по пожарот во Пулс се испостави дека воопшто и немале лиценци. Но дури и оние со дозвола не работат. Станица 26 и 1212 се единствените кои на територијата на главниот град ги имале сите потребни документи. Ги добиле на 29.1.2025 и важат до 29.1.2026. Датумите се исти поради тоа што газдата на двата клуба е ист. Вели дека било несоодветно време да се работи во услови на национална тага. Клубовите станица 26 и 1212 се секогаш отворени за соработка со државните институции во поглед на сите неопходни прашања поврзани со функционирањето. Дополнуваме дека дополнително ќе одлучиме кога ќе отвориме за јавноста, но секако не пред да помина 40 дена од трагедијата која ја потресе државата. Останатите клубови и кабареа дефинитивно ќе останат затворени додека не ги добијат соодветните лиценци. Под лабинските проверки што беа направени се утврди дека на ниво на целата држава само 23 клубови имаат валидни документи. Се прават и дополнителни контроли дали ги исполнуваат и потребните технички услови. И пред ова, Скопје не можеше да се пофали со кој знае каков ноќен живот. Некои претходни генерации паметат дека метрополата некогаш важеше за најзабавен град во регионот, но сега заостанува за сите други. Во отсуство на дискотеки и клубови, единствени места за забава кои остануваат се кафулињата и кафеаните, кои работат само до 1 час од пополноќ, но за жал и казината кои работат неограничено, а ги има речиси во секое мало.